Првиот амбасадор наш во Грција, господинот Љупчо Арсовски, кој што своевремено 2019 година беше дел од формирањето на Советот на амбасадори и прв председател на Советот. Од неодамна, од пред 2-3 дена, господинот Мухамед Халили или амбасадорот Мухамед Халили е на чело на овој совет, меѓутоа останува секако и господинот Арсовски во него. Добро утро! Добро утро на сите вас во студиото и на гледачите кои се во моментов вклучени, а гледаат утренскиот брифинг, го гледаат. Повелете. Благодарно за тоа што ја прифативте поканата. Господине Арсовски, ако ве прашам вако, 2018 беше подпишан договорот со Грција, оној нели преспански договор, 2019 е формиран Советот. Во меѓувреме од 2019 наваму Македонија станува полноправна членка на НАТО, меѓутоа се влошуваат односите со Бугарија. Оно што е најактуелно во моментов е промената на власта во Бугарија и од тој аспект, што е оно што очекувате да се промени во односите со Македонија? Прво, дали очекувавте такви да бидат какви што се односите, всушност заострени помеѓу двете држави? Сега, дали очекувате некаква промена на ставовите, на оние националистички ставови кои што произлегуваа од пред се Захариева и Каракачанов во власта на Бојко Борисов? Народот на Бугарија, гласачите го кажаа својот збор. Им предстојат навистина компликувани ситуации околу формирањето на идната влада, бидејќи ниту една партија не доби мандат сама да ја состави владата, што е доста присутно во многу земји на овој регион. Мислам дека треба да се подсетиме сепак на она што го изгласа во претходниот состав бугарскиот парламент, тоа е декларацијата, врз основа на која Министерство, односно владата преку Министерството за надворешни работи достави тој меморандум фамозен, кој беше дистрибуиран до членките на Европската унија и за кој ние дознавме доста подоцна од повеќе причини секако тоа се случи, но важно е новиот состав на парламент дали и како ќе гледа на се она што е донесено така и ненадејно, би рекол, за македонско-бугарските односи, врзано за јазик, идентитет, историја, гледање и така натаму, дотолку повеќе што го имаме и тој договор за добрососедство, кој очигледно дека бугарската страна почна да го чита на еден поинаков начин и практично и да уценува, бидејќи ние бевме соочени со едно вето и се она што го работевме и го правевме во изминатите години дојде во прашање и сега ја очекуваме таа нова влада, новиот состав на парламент, да видиме како ги спомнавте изјавите на Каракачанов, на Захариеве и така натаму. Тоа е во минатото, предпоставувам веќе. Да, тоа е. Меѓутоа сепак искажани ставови без оглед на тоа што дојдоа во еден предизборен период. Меѓутоа дел од нив веројатно ќе бидат, можеби ќе бидат и во новата влада и ќе видиме на кој начин ќе тоа функционира меѓу повеќе партии, бидејќи знаеме дека не сите во Бугарија ги делеа тие ставови и тие груби и агресивни напади и подценување на нас како соседи. Амбасадоре, дали во ова изминатава година и пол, давајќи оценка за каква е нашата дипломатија во однос на прашањето со Бугарија, односите со Бугарија, вие како Совет на амбасадори имате
една заднинска, можеби, амбасадорска мрежа со дипломати од Бугарија, нели, освен оваа официјалната комисија која што треба да ги прегледува историските прашања, дали вие можеби како Совет на амбасадори имате контакт и работите на тоа со амбасадори од Бугарија? Да, во овој момент не е остварен контакт со наши колеги кои се, да речам, вон структурите на власта, бидејќи нашата невладина организација Совет на амбасадори исклучиво ги прима амбасадорите кои се во пензија или се можеби активни на некаков друг начин, меѓутоа да не се во државни институции под плата на државата. Тоа е принцип на ова на нашата организација. Дозволете ми тогаш да ве прашам, амбасадоре, ми велите дека работите со пред се, нели, амбасадори кои што им биле предходно во функција, не се сега. Во таа смисла, немате ли вие како поранешни амбасадори конзистентност во таа дипломатска мрежа? Всушност, ако една од целите на Советот на амбасадори е да дава совети на актуелните министри, на актуелната дипломатска мрежа, и ако се земат предвид амбасадорите таму, поранешни амбасадори во Бугарија, тогаш верувам дека има мрежа која што може да работи во сферата на овие прашања, или? Па видите, во нашиот совет има и членови кои биле порано амбасадори во Бугарија и низ чинам 3 или 4 соопштенија за јавноста кои ги дадовме во изминатата година и почетокот на оваа година врзано за односите со работката со Бугарија, и тие го вградија она што тие го имаат од своите контакти. Јас лично можем да кажам дека изненаден сум што подпредседателот на бугарската комисија која се состанува со нашата комисија овде е мој личен пријател со кој 4 години бевме во Атина. И кога би било во обратна ситуација, кога ја би бил во Софија, јас би го побарал. Очекував како пријателски земи, како пријатели, и тој да ме побара. Тука тој не ме побара. Морам да бидам отворен и прецизен дека навистина никогаш за време на нашите комуникации таму, вечери, домашни, пријателски и така натаму, никогаш не сме расправале за овие прашања на кои сега бугарската страна врз основа на декларацијата и меморандумот го наметна, имајќи предвид дека јас како, да речам, 40 годишен дипломат со кариера во надворешната политика, многу добро ги познавам, ги знам и сум ги читал се она што значи комуникација од после војната до денеска врзано за Бугарија. Никогаш не разговаравме, немаше ни потреба, секогаш разговаравме за иднината, за соработката на Балканот и така натаму. Тогаш Грција беше единствена земја која беше членка и на Унијата и на НАТО. Бугарија тогаш не беше, го остваруваше својот пат кон овие две асоциации, како и ние, и тука се наоѓавме во разговорите, дискусиите. Чинам дека кога ќе ви дадат одредени ноти, тој што е врзан со државата, во институциите на државата, од кои нормално прима личен доход, ќе мора да ги свири тие ноти. Начинот на свирењето ноти може да биде и поагресивен, како што тоа го видовме, може да биде и покултурен, може да биде и по-суптилен. Ете, тоа е тоа што е во односите со оваа земја, тоа ќе потрае, ќе видиме после неколку дена кој ќе се формира. Ако тамошниот амбасадор и ваш колега не ве побарал, ве бараат ли министрите од овде, и актуелните, и претходниот министер, ја користат ли таа дипломатска мрежа која што имате вие, велам, поранешните амбасадори креирано?
Што се советувате? Да, тоа е кај нас зацртано и во статутот и во таа специјална наша програма со мисија што ќе правиме и како ќе правиме, и во рамките на тие наши определби од почетокот, од основањето го посетивме председателот на Републиката, посетивме премиерот, председателот на Собранието, ги посетивме председателите на комисиите соодветни во парламентот во претходниот состав и морам да кажам дека и покрај особено позитивниот однос, особено позитивните нивни ставови за едно вакво здружение, никогаш не бевме, да речем, повикани, освен што имавме една добра соработка со кабинетот на председателот, кога направивме една голема конференција во клубот на пратениците во пресед на НАТО, каде што дојдоа, да речем, сите амбасадори и членки на НАТО и други личности кои се инволвирани во оваа цела наша голгота кон овие две организации. Мислам дека и во иднина ќе продолжиме со тоа, што еве ние повторно го посетивме и во новиот состав, новиот министер за надворешни работи. Има ветувања, има еден позитивен пристап кон ова наше работење, кон овие наши работи кои досега ги наметнахме во јавноста преку нашите соопштенија, кои сепак се еден вид на определба на професионалци пред се, на едно искуство, едно искуство кое го имаме со години и кое требе, мислам, да го користат. За жал, до сега не беше на таков начин искористено. Ова, вие не сте првиот амбасадор со кој што разговарам на оваа тема и ме зачудува тоа што дипломатијата нема конзистентност без разлика од какви профили или од какви политички партии биле номинирани сите претходни амбасадори, нели со разлика за оние што се актуелните. И јас просто не можам да разберам ако некој е пратен во одредена држава, еве вие сте биле во Грција, има други кои што биле во Бугарија и слично. Кога ќе завршите вие со вашето дејствување таму, претпоставувам дека тоа треба да биде во една постојана обработка овде во Министерството, без разлика како се менуваат ешелоните, со оние извештаи, не за џабе се прават оние контакти во останатите држави. И верувам дека тие треба да бидат една плодна почва за соработка и ме зачудува што и друга поранешен амбасадор ми го има токму истото одговорено, дека кај нас дипломатијата во таква смисла нема конзистентност. Ако ве прашам, еве ова е можеби една од фалинките. Што и фали на нашата дипломатија? Знаете, од создавањето на Министерството за надворешни работи во независна Македонија 91-та година имаше заложби кај многумина тогашни искусни кадри кои работеа и во поранешниот секретаријат за односи со странство, кои беа и во странство и така натаму. Имавме и организирано како секретаријат и средба со старите кариерни дипломати, како што беше Димче Беловски, како што беше Коле Чашуле, како што беа Топаловски, Гојко Секуловски и така натаму. Со сите нив имавме една средба во клубот и се залагавме сите за една изградба за една професионална дипломатија. За жал превагна тоа влијание на партиите и покрај тоа што во Законот за надворешни работи тогаш што го изработивме 75% требаше да бидат акредитирани од Министерството за надворешни работи, значи професионална дипломатија. Партијата што дојде 2006 година на власт и која владееше 11 години, веднаш тој член го смени и направи обратно 25% од Министерството за надворешни работи, а 75% од
другиот кадар со кој располага партијата, културни, економски, видни личности и така натаму и така натаму. Тоа е повторно променето, меѓутоа се изгуби добар временски период за да се профилираат токму во тие 10 години кадри кои денеска ќе можеа повторно да го понесат. Имаме кадри, не е дека сите се за подценување, но навистина луѓето се калат на одредени места, на одредени одговорности. Морате на човек да му дадете и одговорност и обврски за да видите дали понатаму е подготвен да оди и чекор понатаму. Сепак амбасадорското место е навистина врв во дипломатијата. Министрите за надворешни работи се главно и замениците партиски определувани, тоа е познато, барем во нашиот систем, но кадарот дипломатски мора да биде професионален, постојано да се изградува, после на старото човек се учи додека е жив, но значи постојано образување, читање и следење на се она што значи од најголем интерес на државата. Тоа е соседството, тоа е Европската унија, тоа е НАТО. Да, и носење резултати, бидејќи нели амбасадорот е представник на државата во други држави, каде што регулира, всушност воспоставува некакви односи. Во таа смисла потребни се нели резултати. Министерот Османи неодамна пред ден-два изјави дека во дипломатските представништва наши ќе се испраќаат економски промотори кои што ќе имаат многу поблиска соработка за разлика од досегашната во која што ќе треба да се привлекуваат инвестиции. Ние сме имале промотори кои што имале не знам дали знам дека се жалеа дека немаат своји канцеларии, меѓутоа има привилегии од страна на државата, има платен престој во државите каде што беа промотори. Во таа смисла зближувањето на амбасадорот и на промоторот на државата, верувате дека ќе донесе нешто ново како повратна инвестиција или ќе биде само уште еден како да речам уште една дипломатска прошетка надвор? Изгледа ова последново ќе биде присутно, бидејќи и јас имав едно така лошо искуство, не дека не беше добар промоторот кој беше во Романија, туку напротив ингеренциите што ги имаше, едни чудни инструкции, една чудна поставеност кога јас барав промоторот да биде во амбасадата за да го засили составот и за да со моја помош биде на сите можни и собири и влезови кај министри, големи фирми и така натаму. Не ме послушаа, тие го сместија промоторот, да речам, во Темишвар, 700 километри, 800 километри. Немате тука диалог, нема тука никаква помош, промоторот одеше од фирма во фирма и мислам дека за една година од таа страна беше резултатот нула. Да, активности на промоторот, меѓутоа без повратна добит за Македонија, профилирање и така натаму на одредени и прикажување на одредени можности кај нас. Нешто малку беше, меѓутоа не доволно. Кога би биле во амбасадата и кога би биле тоа луѓе кои имаат навистина искуство и резултат за себе, тогаш значи дека еден таков промотор ќе може да донесе нешто. Јас за овие промотори првпат слушам, се обидов да видам нешто во нивните биографии кои ги немаше доволно искажано, но министерот има доверба и мислам дека за кратко времето поминува, за една година ќе го видиме резултатот од такви активности. Знаете, најголемите резултати ќе дојдат тогаш кога и во самата земја ќе преовладува професионалност, судските постапки и сето тоа. Фирмите тоа го гледаат
и многу тешко ќе се решат на одредени инвестиции кога ќе бидат запознати дека претходните инвеститори имале многу проблеми со актуелните власти тогаш кога биле. Тој лош глас се слуша надалеку и јас знам дека многу фирми со кои разговарав, да речеме во Романија, па и во Грција, многу внимателно го испитуваа преку своји канали пазарот. Не е доволно само промоторот или амбасадорот да ја прикажува состојбата. Состојбата во земјата се прикажува преку извештаите на Европската Унија, преку извештаите на банките, на одредени институции во светот кои ги водат многу внимателно тие статистички податоци, од кои многу јасно се гледа дали има погодна атмосфера или не. Не е доволно само нашите весници да објават дека сме на второ, трето, пето место и така натаму, дека сме атрактивни, а на крајот на кој ќе ја видите бројката на Народната банка, ќе знаете колку е саатот. Да. Љупчо Арсовски, поранешен амбасадор, прв амбасадор во Грција, дел од Советот на амбасадори. Амбасадоре, толку ни е времето, има сигурно уште многу теми за разговор. Тука е секако пред се пандемијата, начинот на кој што дипломатијата се справува со пандемијата. Меѓутоа се надевам дека во догледно време ќе ја прифатите повторно поканата на утрински брифинг. За сега ќе ви се заблагодарам на одвоеното време и на овој разговор. Ми беше задоволство, повелете и друг пат. И со моите колеги од Советот на амбасадори, од извршниот одбор. Па да, и да ве потсетиме во секое време. Инаку, како амбасадори сме слободни во секое време да излегуваме со своји ставови индивидуално, додека соопштенијата ги правиме заеднички и со изострување на се она што значи порака до нашите читатели, гледачи и така натаму. Ве поздравувам. Благодарам. Благодарам и јас.